Glumci tajne, kaj se glumci. Gotovi sme si te? Ajde danes imame dramата Чест od Васил Милевски. Започнуваме от първа сцена. Ajde. Akcija! Včera svadba, daneska večer na pečalnu. Ajde, Devezdin, samo mi se metkaš. Stop, kaži, majko, ušte pletiš? Dosta racete ti kapnale. Ne, majko, kriješ. Kuku se postava to. Stani, spravi jasna gata malce. Ušte malo kuke stani. Ušte malo pomala. Ne sme za taka.
ovde. Туку побрано да си дојде. Јас и порано работ. Работеше Кирко и се изописна. Секој парче во куќава ми светеше ми пееше. А откако се замина Стефан, песната се претвори во плач. Пак си плакала. Не, мајко. Кирко, за пусто плачење ништо не може да се стори. Само се губи здравието. Така. Во последно јас гледам секако да скиле во сито. За една работа се вратам под неколку пати. Ете дори сега ми текна. Заборавив пенџерето отворено ќе влезе некоја мачка. Чудо ќе стори. Стани ти малце. Оди, мајко. Што е убаво езеро. Како радосно око е. Рибари не си ловат. А Стефче мој! А Стефче! Да не ми отиде на таа пуста тугина, сега ќе те гледам. Ќе те гледам до мене. А не вака само те го слушам гласот во ноќта пред разделбата. Ме гледаше во очите. Ме бацуваше. И ми ја пееше песната. Не плачи. Кажи, мајко. Немаме ништо за вечера. Лебо од Господ да го придаде, суп како кремет. Ќе да малку риби да спам. Мајко, сега риби? Ако многу работиш, снагата се крепи. Не сака. Домчевице! Милке! Кој вика сега? Пандурка Не била. веќе, до таја пандурка, треба се неба. Сега знам јас таја пари ке бара. Хајде те барам и што друго. Живеам човек без својна да остане без роднина. Помози Бог, мања. Дал Бог добар, повели се ми. Како мислиш, што ми правиш? Арна су. Невеста, Марна имаш? Арна е. Од Стефан примате писма? Примаме, земаме. Да даде Господ, како е, што пишува? Што пишува. Требожимо на сите роднини и пријатели. Да ни здрав и жив. За работата како оди? Да даде Господ се јавна да биде и Господ побрзо да ви го врати, да ви здрадува ваѓа. Чулте, Господе. Благодатството ви праќа. Ни праќа. Јас сиромашката се морам да се скапам туги работејки и ништо. Децата сирачиња без татко ми се гладни и странни за едно горче реп. Та зато дојдов сестри ми како кај своји да ви се помолам за малку пари назаем. Ама знаеш... Голема добрина, ваѓа ќе ми сториш, но децата греват не им се да плачат, пиштат, манечки се не знаат однемање. Моли пак до тие децата, сладки речина. Туку пустото јас немам многу. Нешто Стефан што вратил. Поведи земи. Леле, ваѓа, голема добрина ми сториш со ова. Господа ми даде 1000 добрини. Радосна да те видам. Црна, јас знака ќе се страмам и ќе се мачам, дури да ми порасне машкот. Да го пратам на печалба. На печалба? Само таму да не го праќаш. Ами, што направам? Црнава, тешкава црна немаштина. Тешка е туку, кога имаш јади, кога немаш гладувај и се и така ден по ден. А јас да одам малку на вода и риби да купам. Оди, ваѓа, оди, сестро. Си отвори душата сиромашка. Остаре веќе, легна. А како носи полни ѓубам и од чешмаш, ич не правиш арбунке, што не одиш на вода. Барем на вода. А зошто? Како зошто? Се склупчила меѓу 4 студени темни зида како во зандар. Само плачеш и плекаш, копнеш и вениш, без да надиглите, како некоја свилена буба, како не желиш да убавината. Зошто ми зборуваш така, пандурке? Зошто? Зашто јас тоа по себе го знам. Ајде, јас веќе црна вдовица, црно ми било пишано. Туку ти
Žal mi je, Luke, da твоята младост и бабина век отпусти празен ти поминува. Таква ми била среќата. Што можам јас? Да излезеш да прошеташ. Ке излезам, сестро, ке шетам. Ама кога ќе ми дојде снег, Арде, Luke, туку мене ми е жал да не биде доцна. Студеновите си летат. Младостта си оди и не се враќа. Ако пак мислиш да тоа ще ќе прозборува светот, тури така и весело. чекај, пандурке. Зарем уште зборува за тој напастник во Владечка руба? Веќе толку време в црква не одам. Уште не го заборавија. За тоа? А оти што друго? Не, ова што друго ќе биде, така и не зборот, Luke. Ајде, јас многу се забавам, децата ми се сами останем со здраве, ќе се видиме, Luke. Ајде се здраве, пандурке. Зошто ми зборува вака? Кој знае? Оштаджијата, од кај Китановци излезе. Влезе си, и ти одамна нема добиено писмо. Току наваму иде. Господи, дали ќе има и за нас? Ќе одам да видам. Тоест, не. Јас ако појдам, само ќе се усрамам. Ако има тој без моје прашање ќе дојде. Нема. Поводот го познавам, нема. И денес нема. Ајде, знатен Господи, може би утре. Утре. Се утре. Зошто да го читам? Од збор до збор го знам. Ќе си дојдам. Бргу ќе си дојдам. Уште малку остана. Се тоа со години. Не плачи. Баба Мендо, ти се молам уште кај мене, баба Мендо. Сек. Бабе. Само брзо, на што сакаш да ти гледам, на кафе или во карти да ти гледам, а? Мајна кафе. Избори денеска ме потерало така. Кафе така, крвна мори ми поцрне од него. Така беше. Јас мислев, карти и ракија и ќе беше. Добро да и ракија, ќе ти дам и кафе се, баба Мендо. Браво, Мори. Гледам, Мори, не си како некој. Со раката ти дава, Мори, со срце до некој, не отрубачката ти се стори. Така Ама што и јас за тебе, Мори, се со срце работа? Дај, ке ти го донесам, момчето, бргу. Чекай, бргу. Бргу, Мори, бргу. Само по бргу кафето и ракијата. Веднаш. Море, шо невеста ке беше, бре. Јас се ујди сад работата. Рекли ме, веќе треба да влазам таму. И обстеве, што има, рекли ме, во клипнаш по дома. Да видиме картите на баба Менда. Кажуваат. Море, ујгу работа, бре. А картите на баба Менда лошо кажуваат. Море, стеве меѓу тебе и твојата невеста се вовлекол попред. Бог се вовлекол. Ја исповеда од гревовите. И обстеве ке си дојде како Бог. А на Бог наам гревулета веќе брада. Така знае баба Менда, така знае. Еве кафенцето се свари. Браво, Мори, невесто. Мори, ти како што брзаше со кафето, така твој стеве брза за дома. Така, видиш? За. Ракија, молјува.
Ajde сега слушай. Гледай, Мори. Ете овде ти стои еден пат. Пат, Пат Мори се изкружува и навака води. добро. Ете овде започнува, овде се губи. Се губи. Се губи, Мори, нормално ќе се губи, но водата се познава, Мори, пак. Не се И познава. не се познава кога е езероно. После? И после патот фаќа насуво. А то е? И тој е Солун, Мори. А, Солун. И после оди. Абе, близу докле оди, ке си дојде, ајде вртни ти една джерба. Што направи, Мори? Мори, колку пати сум ти рекла да не го лижиш? Дај дека гледањето нема да фати. Ке пати. Ајде, јас и без друго напред. Ке си дојде. Така, дојде ти се позлати устата. Ај тоа до раката. И од тие парите што ги донесе с тебе, некоја забава мена. Тој само нека си дојде по момент док има и за тебе и за мене, за сите ки има. А Мори, кога ќе си дојде, Мори, ова нозете да не можеш да ги тркниш од... Аха. Морам да бегам многу, се задржав. Оле, не крсто. А да дајше, Мори, ти некој ти да фати ова гледањето ти, не фаќа. Така, Мори, невесто, така. А да ти е. Ајде, полека. Да си ги поправите скалите, Мори, малце, многу се стрмни, ми се врти одлив. Од скалите ти се Еми, ми се врти. Ајде. Со здравје, со добро. Златен Господи, те молам, прости ми ова се магија, ова се нечистоти, што ми настава? Што правиш, Мори? Марто, тебе те чекам, сестро моја. Гледам. Пак си се разжалила, душо мила. Ела вам, седни. Така. Ајде сега кажи ми што те боли. Што ти е на душата? Ке ти олесни, душо мила. Веќе ми е полесно, Марто. Како некогаш на мечино такова. Така. Го знам јас тоа сум го поминала. Тешка е пуста тугина. Раздолга. И кога е толку долга, Туку има. Колку да е долга, крај, враќање. враќај. Се тој ден го чекаш, го мислиш. И дури некако, оннапред му се радуваш. Така е. Седиш, мислиш. Како веќе си дошол дома. Како го гледаш до тебе. Како му ја осеќаш раката. Така е. Туку не. Мислата се почисто и почисто ми враќа, но не најтежок ден. Ден на разделбата. Ден исполнен со придушувани липање и криени солзи. Првата ноќ без него. Ноќ, година. Темна и студена. И потоа се такви дни и ноќи. Со години. 17 години, Магдо! Колку пати сум ти го кажала ова? Ако ми отјако, сестро, се таа мака ти тежи на душата за тоа. Душата. Зошто е така стегната и затворената, човек не може да појде каде што сака? Ти не можеш таму кај него. Туку тој ќе си дојде. Ќе си дојде. Колку пати си ми го рекла тоа ќе си дојде? Така му еднаш да си дојде. Вистински да си дојде. Да му ги видам тие очи што од првиот поглед во мене запалија на љубов и најсилни трепет. Каму е таа радост? Ти изчекаш, но ќе се дојде. Кој знае, сестро? Види работница. Пролет се си раззеленува. Туку незе веќе ништо не може да ја го врати ни цутот, ни плодот, ни зеленилот. До лани се отимаше некако, пушташе по некој јаболко. Туку годинава веќе ништо. Јас во неа се гледам мојата судбина. Еј, што ти? Зошто се вика? Човек е потврд и од дрво и од камен. Не е така, Магдо. Години се. 17 години. Не. Тоа не се години. Тоа е една стоногалка која ден изден ти ја јаде душата и те остава празна лушпа. Не, Милке. Нема чистија душата со такви отровни мисли. Лошата мисла го јаде човекот како рѓа железе. Како можеше толку време да не дојде, Магдо? Далеко е, Милке. Да дојде па да си оди, треба само за пат
А за не мораше толку далеко да отиде? Секој кој сака повеќе да спечали. А и таму може би си нашол некоја? Што зборуваш, море Милке? Еми да е така, ќе се слушни. А далеко е? Не, лоша глас море премирува. Често се враќа од таму. Сестро, тие се мажи. Мислат дека ако се мажи имаат право да прават што сакаат. Не, Милке. За понекој тако се знае. Ќе се слушни. Кој се оженил за великанта? Кој не мисли да се врати и заборавил на своите? А с тебе, наш? Тој да заборави мајка, сестра, жена. Тебе да те заборави? На таква љубов ваша? Што дури во песката влезе. Таквата љубов трае доброва. Како рекле старите, далеко од очите, далеко од срцето. Нигде не може да се заборават мили спомени. Спомени. Јас во оваа куќа сум жива само од тие спомени. Ке се ополам испенџерена ќе ја видам јаботницата. И она ќе ми текни како Стефе береше јаболка и ми ги фрлеше право во скутот. Ќе го видам езерото. Исто. Го гледам како наведна лочина лови риби. Папа соништа. Секоја ноќ го сонувам. Сонуваш тоа што мислиш, што таиш. Слушни да ти кажам. Уште не сум заспала сосем, туку ќе го видам на врата во догајата. Прв пат сме сами, исто како по свадбата. Ама подоцна кога ќе допрам вака до мене, празно е. Ја допирам перницата жива вода од солзи. Пак сум плачела во сонот. Кога ќе се дојде, Стефан ќе престане. А понекогаш ми се вовлекол некој друг в постела. Знаеш, се обидува со убаво, со сила, ама не. Милка нема да му се даде на друг. Нема. Соната млада. Најстрашно е што е најаве. Излегувам, сретнувам мажи. Па наведнам глава ќе си рече влажна срамежливост или страх од својата слабост. Ако пак вкрстам поглед со некој од ергените, ми се случува нешто. Не можам пак да се срамам. Не, Милке. Зошто? Како да ти речам, се гледа што е во срцето, што е во умот, што се сака и што се може. Ти можеш да видиш и си чиста, праша мајка за тоа. Таа се тресе колку за животот, толку дури повеќе за честа на синот. Незиното мајчинско срце на сетува се, дури најмало нешто. А ти си така како што таа те гледа. А како те гледа, како се колне во тебе, ти тоа го знаеш. Знам, Марто. Јас и само заради неја не можам да помислам, а камо ли да сторам нешто срамно. Ете, гледаш, туку сакам да те прашам, Милке, уште колку имаш за градине? Уште малку. Види? Елече. Леле, Милке, ти ноќта ја правиш ден. Па ќе се дојде брат ми, ќе го натрам да ти ги искрши, ти те парчена да ги стори. Тој нека се дојде, па нека ги искрши. Туку... Нешто друго мак досакам да ти кажам. Што дошол? Ако не си дојде Стефе побрзо, ние нема да можеме да... Ето ле? Ето ле. Ќе ви даде Господ душа климата. Кој знае, Марто? Која ќе се остаре поминува време? Умор, Милке, каква старост. Еми колку постари од вас па има. И затоа, Милке, ќе имате и повеќе. И едно дете да го виде нема да се жалко. Да ми беше дал Господ пред да оди Стефена тугина, сега ќе си имавме син за женени. Не би среќа с наумила. Замина брзо по свадбата. Туку, ајде, што не било порано, ќе биде подоцна. А и подоцнешната среќа е поголема, од повеќе чекала. Молци. Ова времево како забида има. Туку сигурно е некоја колнатија исто како јаботницата. Умори му се каква колнатија. Еми и чарапчина сплетени што виднаш по свадбата. И јаботницата. Питаа сме век, уште дедо ми кажуваше тој ја посади. Знам. Стефан ми има кажувано за неја, стално ми велеше, како дете, најголема радост ми беше да си седнам на онаа дебелата гранка, да си се подправ по сонцето, да си збирам јаболка и право, од гранка в уста. Во секој писмо ме прашува за неја, знаеш, дали раѓа, колку раѓа. Знам. Туку мене не ми дава душата да му кажам дека се исуши кудрата. Кој ќе се врати, ќе најде мртва. Ништо. Тој не се изградува уште како дете, момче. А кога се врати, ќе посади
за тебе, за вашите деца, за внучињата. Огмат. Така ќе биде знала нула. Слушај ме мене. Туку треба да си одам. И ајде да посетиш уште малку. Колку би ти сетнала јас. Туку треба да додаш насело кај Золба. Ми се разболела сиромашката со сите дечина да и се најдам. И ајде. А да Оти станам малку да да дојдеш. Ајде. Баш. Iškori. Na pasnici nije ni ne ostavite čovjek da dremne malce. Uvijek taka nema rabota. Bre, vraški so odov te pakano su tu. Ама не su го pikal momenta. Burak je ide, zato se osilili ove vraški boskalki. Oblaci letat като некои crni orlišta. Сега ќе ги втарат овде риварите. Овде не можа. Парламента. Ела малку парламента. Море ставле бре, како ги учел, море што ги учел, сестре ми бре, не гледаш. Па ти е страх да не те начина некој некој темно сокаче, па да ти ги вцели во белото лице. Море чека да те удри. Не лути се толку, сакаш да ти тураме на ракија. То си улав бре, бре која жена пие бре во мејана бре. Абе жените нека си пијат дома, а ти не си жена, ти си баба, жими крст баба. Море бабките надуле, не си ли ти море си се сторил старо аро бре. Уај. Ако маменто, ќе не помладиш со маги, како поп нам, сега без брада, како умар. Море ставле бре, на поп намре, знаеш кому ја изричиме брадата? Бела дика да море сполај му да му имаме молитвата. Ама бела, ти си му била маша на владиката, за пари. Море маша, вештена бре да ги искорне тие јазици. То зборуваат за мене така сиромашката, бре што имам јас околу на што работа. Ти е расипало работата. Бил челбарските жени да не веруват во твоето гледање и бање. Оти ти си ги лажала да им ги вратиш мажите, а ти само им ги земаш парите, што ти им ги праќаат толку за лепи сол. Море ставре бре, што ги учел бре, како ги учел, тоа си е негова работа. Секој си бај како што си знае. Ајде, за него веќе ти нагазилно башката. Ама грев голем се сторила за сиротите жени печалбарски, а најголем за Стефаница. Ставре бре. Бре на Стефаница бре, знаеш кој исторiju најголем грев бре? Бре мажот ти што ја оставил да го, овде да го чекат 70 години. Ајде ја сега бе, кај не и гледат ки го вратам. Сите печалбари што сидат ти ги враќаш. Што не направиш на мајка да не заминува. Море мајката бре, па ти имаш повеќе поштери бре? Поправо си, не си будала како настрани може да се сечиш канката на кој што седи. Тебе сите жени печалбарки ти се како крави мозници. Ставре бре, знам бре што е работата. Ти е мака бре што не си на моето место бре со млади невести. Да пустиш ставре да трестиш, ајде сега морам да си бега. Ајде во моменто, обрагу, да не те начека некој умратот, не за лицето, туку за парите. Море гром да требам ми. Маѓосница, пари прави само со шетање низ градот по жените, а ти се иди овде, дреми целдени биди мезе на муните. Добро вечер, Ставре. Добро вечер, дедо Суте. И што вечерва? Ништо, бре, Ставре, ништо. Вечерва сува корава изчува. Урак е не попаси, друна ложбете. Полошиот, пајките туку се нуркаат во водата. Другите пилци со писок прелетуваат на брег. Рибите сетиле, па пегај на дно. Бре, им го сетиле курата пана носот мој. Разбирам го што рибите барано, таму е мирно, ама муиве и зашто касаат толку. Кој враг ги знае? Мене, за рибите го ме прашаш. И го прашам Никола, него за се гучи разпопот нами. Има секакви убачки во главата. Никола, шетан човек, учен. А не кеш ли да тргнеш малку да си? Рече дека не ќам представи. Како сум капнал тума грлово ми загорело. Ма кога не си ловил ништо не излезе николку земна ракија. Ама пак си се мачил, си ја заслужил.
Кажи ми, старе, колко пари чиниш, да съм се мачал, кога не съм извадил? Знаеш какво живеем? Дойде помин. Ако ли да си, можеш и на версия. Айде, нека се пусти. Петрушянко, разлутени се, ке пият. Ама за пари, ама. Се карат за там. Вчера се наместа. Не е целник, ке те чека. Добро вечер, синко. Първо вече да си. Пак викам аз, Америка, Америка. Море, ракия. Така викам аз. Ракия. Не можете вие без ракия, дори би не без вода. Америка, да е trop по-близко. Кой би си гледал грешки от весови вериги, вещо ти бегат израци и остануваш говор. А таму, суво, жежеро злато. Таму, златото с лопата се рине. Лопата до мен. Ай, дискусия ти тая лопата. Добре, немojte така, деца. Да имам пусти пари за плата. И да имаш страх да си остави жената до кола. Сега и за жената ке ме забираш, бе? Да го напълням кула. Напълни го, не се скръши от овая дървена глава. Нищо лошо не рекох. Само ти я похвали жена. Това е за тебе, не да си цепиш главата. Това ти е ръковопесната. Кому уебята жената, не му гирне главата. Иоре Никола, хрипе, що ти да облашка на печалта. Пан Ноцке ли се скръши ногата. Откато му се патило коленото, патила главата повече да му работи. Сторе, не си уловил нищо. Децата чекат гладни, а нема що да им се отнесе. Агата те учи и те тера мислиш. Пусти тежки времена живеме, пусти тежки времена. Добро вечер. Вече Добро Никола. вечер. Страшна бура иди. Една ракия ставле. Сега Никола, со душа те чека. Кажи. Да те прашам нещо. Защо вовие муми пред бура боцка како да си? Бурата е безсимвол на природа. Без нея води ветрови поплавува, градови, села. Ама аз те прашам за муми, бе. Боре, и става им се не си цепи главата со. Това не ми работа. За муми. Секој животинче нова свет има дел од безсимволото на природа. Па и ние луѓето, колку и да се отделим од природата, останува нешто од тоа безсимвол во нас. Янко Петруш вечера само се кара. Да кажи им нещо от Евангелията, ще ги научи от по-финал. Айде, ще ние то зарибарите. Айде, бре, Никола. Ова, еден ден рибарите со своите чунови тргна по морето Тиберианско да ловат риба. Целиот ден ги фрла мрежите во морето, но ништо не уловија. И тогаш застане Исус на брегот и ги праша: што имате за ручање? Ништо одговорија, ништо не сме уловиле. И тогаш им рече Исус: фрлете мрежата на левата страна на чумно. Те го послушаја, фрлија изнакон мноштвото риби. И тогаш познаа дека е Исус. А тој им рече: елајте и ручајте. Овој наш става, елајте и пијајте. Да заборавите дека ништо не сте уловиле, а и дека не сте ни ручали. Оре, Евангелијата ти изгледува некако како ракијата, за задлашување, за опивање. Бре, трае. А колко за ракията моя чиста е, прекъстена, ми кръст. Вече, Пати, да отмора малко. Американец! сейно. Американец! Ракия, Се отлажи. откъде си, брата? От Стручко. От Америка се вракеш. Ете, от Америка. Овој го работа толку овој наш Јанко, што умира за Америка, да му кажеш таму како се вие златото со лопата. Приятеле, так љубави приказни не знам јас. Како се пече? Тешко. Гледаш, брато? Наредно се златни заби. Але, приятел, се враќате со златни заби. Него Григор, испечени учени. Да, може. Ама ако фатил некој дуќанче и други да работат за него. Ама ако работиш сам, тешко е, приятеле. Како одеда за купецот. Да, не му требаш повеќе одиси. Си ги трошиш парите што си ги спечели, после, ајде пак одново. Море јас кој ме отиш од дуќан, мој мајка. Приятеле, тешко кој може да 100 те. Затоа ако сакаш да спечелиш нешто, треба амалски да работиш, кучешки да живееш и
долго време да останеш там. Ако ти се вратиш, ке ти я пеят песната, отиде момче на тугина, вечер до вечер. На година по 3 пари, они 2-3 спросени. А ти, бре, синко, колко време беше Америка? Много. Не си женен. Женец? Оставил жена на учика со години. Яка и душа, Арно вели попнал. Печамбарските жени се по-силни жени от самата Сирма Войго. Сирма Войго. А не е по-мала юнащина да седиш дома и верно да дочекаш мажа, отколко да одиш по шумите и да ги гониш арамиите. Оре, жена ли е, не е много заведува. Арно вели приказната. От геонешка допашка направена. Орито е разпопот. Гео липо. Шо? Укузател на диката само со своите раце на брадата. Штрак? Той знар гяло, той тя вадъл честа, що има се 18 синови удавени фърлени, мащендеците от древесен мирисаат на него. Повеќе би му верувал да имаш и брадата. Маре гяло нека носи та брадата. Ич не сакаше да ги венча млади. Ич. Знаеш ли, че човек сака неки, трябва да се вързиш повеќе за своje. За татковото огнище. Кой го сака толкова татковото огнище, той да си остане и да си живее по него. За да се живее, трябва да се яде. Ова наша земя не верами. Море рани нашава църна земя. Саморани, турски аги, бегови, грчки попови патрици. Така. Ама, бре, Никола, ако тебе ти се лежи во леварските затвори, нема мене да ми я затвораш ме напред и зидови ти мантуши. Оренивните куки се пълни и препълни со се и сещ. На юга мина деня, пиења, жени. А нашите най-честни синови на печалба да си остават младостта. Така е. Айде, дождот от престана, много се заборуваме, да си ой. Треба, ти пак ке пусте. Айде, стане, 3 раки камери да пишеш. Айде. Добра вино. Никола, добра малко да купам вашици и не дай ги замуче да чини му край. Добро се. Никола, Ой, не ме познаваш? не, гласот некако познат. Стефан Шурат. Стефане, ти бре! Не, Стефане. Како си, Никола? Како е Магда, майка? Добро сме, Стефане, сите сме добри. Туку ти, Стефане, много остана. Абе, трябваше уште малку спечен. Јас видиш што спечалив со новава нигде не одам. Што напреден? Туку да зборуваме за те. Те разбрав си чува. Еле чу, овој Климе ми каже. Климе! И на Климе му поверу. Абе, Никола, не можем да му поверувам. Ама што да праме, се врати. Така е. А ти, Никола, стар верен пријател, што ќе ми кажи за ово? Ама те молам искрено, како на брат. Јас? Чу што реков за мој стар развратник? Чу, Кој рече, не излаже. Седна тој в црква и ја чита Библија. А се пули во минка твој. Таја утрата од стран не знае кај да погледа. И пушти ја зборови, со неја мен да вештарка, не? И тоа што не може со раце, со јазик да извалка. Јазикот и честа може да ја извалка. честа. Се е во честа. Абе, Никола, ако ми веруваш, јас не повеќе земам заради чистотата, отколку заради љубовина. Грубевме свршени, а веднаш не ми дозволи да ја бацам. И вика, ако ти се брза, повода со свадбата. Ја се венча. Ми веруваш ли, бе, Никола? Ти верувам, како не ќе ти верувам. Ги има кај нас, и то многу ги има. Ќе има. Па и со мајка ми покрај неа, таа пак помлада. Не сум ти кажувал за не? Не, имам за да кажем. Абе, помлада мајка ми имала мати со еден пес беј. Тој не оставал од дома да излезе. И еднаш излегла таа и то за бејле ја начекала војна. Ја тегнел таму, ја влечел, ама мајка ми не ќути. Со колените од земјен тежок, поглавила и паднал на земја. Е, таква е мајка. Ама како да ти рече, се истои до самата милка. Ако не ти таа да се чува, не може да никој да дочува. А таа па, животот со неќаме никога. Де, Стефане,
Много црно гледаш на работива. Црно ми е во душа, Никола, много црно. Таа пуста тугина. Некој ќе врати со сакатена рака нога, некој со сакатена душа. Така е, Никола, така. Тука ајде. И на тоа има крав. Еве најпосле си дојде. Овде ромниот крај раните ги залечува. Не изнал Никола. Јас имам само една цел. Да појдам таму, да спечелам колку треба и да се вратам овде. Ама сега, ако е ова вистина што ми го зборува, цела со злато да наредам Милка, загубената чест не можем да ја вратам. Чест. Кога бев во Влашко на печалата, имаше една дама. Другарите ги менуваше како фустани, а и мажот ти ја знаеш. А ние пак Стефане, одиме на печалба 15-20 години. И пак бараме чести Абе, вери. Никола, јас барам чест, не сум крив јас што заминав в Америка, не сум крив овде што ја оставив јас. Не си ти крив, Стефане. Крива е немаштијава наша. Ама кај тебе, Стефане, има и нешто друго. Шо друго, Никола? Како да ти кажам. Ти од сака го бараше на Јубало. Например, кога одевме по риба, ти најдалеку во езеро, во најдлабокот, најубавата риба ја бараш. Кога се женеше пак, најубавата и најчестната жена ја зеде. Кога замина пак на печалба, најдалеку и најмногу остана. Бе, Стефане, бе. Како можеш да седиш овде вака? Абе, Никола, разбери ме, страх ми. Абе, да знам дека е секој што треба, абе, одме ќе појдам тука. Ама она е друга на мисла. Абе, ми иди во езеровна да се продам. Не, Стефане, има зашто да се живее овде. Сега имаме започната борба со грците. Со грците, зборуваш, бе? Со нив и твојот душман Закупец. 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 Главата, знаеш кој му е? Кој, бе? Другиот душман, Владика. Владика, тоа ме главата, што Што зборуваш? знам тебе, со нас ќе видиш. Со вас сум, Никола, со вас. Сите честни сиромаси луѓе се со нас. И јас сум со вас, Никола. Ајде. Ајде одам јас на село. Сестра ми е разболена и сестра ти е таму. Утре со првото сонце сме кај вас. Добро, Никола, баш. Се забавам малку, Никола. Чекам предстои рибно. Добро се. Да не има проблем. Добро ти вечер. Ајде, добра минок. Сосем се сега. Оне американец сум чуден како од пекол да изгледа. Како да не се враќа дома, туку пак в пекол. Ти, света пречисто, чувај го од лошо. Дај му, мајко Божја, да се врати на мајка. Ти, свети Никола, лај рата, ако има пак. Доста! Доста со тие метања и молитви, доста, никој ни ги слуша, ни ги гледа, доста! Немој, Керко, така, немој. Помогу ти, Господ. Ево, Господ, да имаше Господ, досега ќе се вратиш? На толку молитви, на толку солзи. Туку не. Да можам колку што го сакам да го мразам. Уште повеќе да го мразам. Да не сакам да слушам за него како тој што не сака. Да можам да го проколам. Да даде Господ. Што? Само уште еден лош збор, ако каже за Стефан мој. О, Господе, прости, Господе. Мајко, те молам, прости ми. Јас не сакам да кажам така. Слушни ме. Јас сакам да викнам тоа езерено да го надвикнам. И тој да ме слушне па да си дојде. Знам, Керко. Туку, јас тоа така од мака, а и ти. Не гледај го езерото. Како да ти ја замајува мислата. Што ти гледам надвор, ама црна темнина и ништо не се гледа. Само некои светкавици се избиваат по небо. Дојди, ева, не мисли на тоа. Дојди кај папи Богде, да се помолиме, да се врати. Дојди си, Стефе, мил и премил. Дојди си да сонце да ми светне и да ме огрее. Зошто ме остави цел век сама да те чекам? Темна темнина е. Темна темнина е без тебе. Те молам, дојди си! Што така, ма?
Капа. Оди сега во дајата, таму остави. Добро вечер, Стефанице. Добродошъл. Имаш много поздрав от домакин ти Стефан. Здравей, Димиш. Поболи седни, синко. Како си ми со здравието, синко? Ана сме ладни. Ета, даде Господ. Кога те слушам вака, како Стефан може да си го слушам во гласот. Не съм во гласот. Ние со Стефан го се сме исти. Другарите во Америка не вика близнаци. Во невесто, Стефан брзо ќе ви дојде. Ќе ми дојде. Ајде, јас ќе да послужам. Синко, кога дојде вака, ми се расплака душичката од радост. Мајче, немој да плачеш. Стефан за прво ќе си дојде. И ќе те прегрне. Еве вака. А како ти е мојко невестава? Арна е, синко, арна е со здравието. Со здравието. Дали имаш да се пожалиш нешто од нея? Не, немам ништо. Знам, не можеш ли сто пред мене, ама се што сакаш да му кажеш на Стефан, кажи и мене, јас во писмо ќе му напишам. Не, синко, таја е чиста. Ама што ќе криеш? Да, кога ќе слушам? Слушна? Слушам. Пардон мене да слушнеш отколку другите. Тоа синко е наснала. Таа е чиста како ангел небес, како сонце. Ема и че ангел. И дјаволот би увела тот првин ангел, после сгрешил, паднал и... Не, таа не е паднала. Таа од портала надвор нема излезено. И кога излага, се и само со мене. А еве, во некое време, почна и в црква да не иди. Па не требало и в црква да иди, кога попот да одидел често. Попот идеше да свети вода, како кај сите така и кај нас. Да идеше така, немаше да му избличат брадата. Слушај да ти кажам, и на нечестиот, и на нечистиот може да му фрлат кал, кога може да нас нави. Вака е која што ти било, така да му напишеш на Стефан. Арно е, че така ќе му напиша. И да му напишеш да си дојди така. Колку спечелил, да спечелил. И ние овде не... Ова е човекот што ме нападна со чанчата. Што му беше? Кога сам нема нешто арна. Пуканицата кој пукаше. И што барувај пипота се си мислам дека ви е нешто пријател. Да, ви спирате и јас ќе кажам. Што? Не! Немаш да кажеш, да? Колку ме моменти да чекам? Никад не треба да зборуваш. Зборувајте што сакате, ја трегнам одавде. Тишина! Седи! Ти? И во двојката дојде до замена меѓу мојата чанта и чантата на обиецот. Чантата на обиецот еве овде на маса и содржи 2,5 милиони евра минус 10.000 што ние ги дадов. И плюс 3.500 по човек. И за колата 15. Тоа се финансиските елементи на ова досие, а сега да се префрлиме на хуманиот аспект од ова афера. Полесите вогештаците кои што живеат на Аляска, туку се наши стари пријатели од Ѓорче. Сега, овој, иако што вака, со капчева адреса, навистина е такси шофер. Јас не сум Владе, зетот на господјата Марија, а јас сум Иван Трчевски. Мажот на господјата Марија Трчевски, како што се гледа моето тело, како што се гледа од приложението, моето тело не се наоѓа судска медицина во Мртовешица. Ова е таа чарта сигурно зашто настана таа цялата збркава. Може да повторите? Инспектор, ама тој ще утре ќе ви ја вратише чантата така одма. Ќе да донесеш. Вечерва беше роден ден. Знаете како да се побите? Инспектор ќе е роден ден една година после. Да. Кока? Кока-кола. Кокаин! Што е тоа? Одличен лов. Плюс го платим пилерот. За ова господине Трчевски ќе добиете награда. А што е тоа, Корвин? Награда? Да, сега немојте многу да очекувате, но некаде до 3000 денари. Дежувари, ке може да се поправам сачи да ви ти застана мајката, а? Вакви луѓе како вас, исправни и чисти, ви се потребни на државата. Така.
Ajde. Ajde. I kraj Julijeve Makedonici. A ne mogu ti kažem, me ruski ne zboruvame. Сакам да ти кажам мала што не ме предаде. Нищо. Охлебе. Нищо сега, nema hvala Lumpur, nema pari. Nema pari. Što je već to sad napravlje? Večerom ispušti sve utreke kinisame. Kade? Hvala Lumpur me. Nema hvala Lumpur. Ramize, gotovo ne znate. Zaboravi hvala Lumpur, bari, zaboravi. Čantata je sedi inspektorkata, su sve parite. Ti se sebjamo policija. Gazda, sočanta zaminama bez pari inspektorka. A? Ponavikav taksi i smenjav refleksno gledam je tekstu. Vede i smećam ti rodenje, gazda. Sad, Mora da ima nešto što će donese, malo ben kasno, sad od zatvora. Mora da ima nešto što će donese. Charter let cargo, avion.